Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 92-93 минути, значи некаде повеќе од 1 час и 30 минути, ексклузивно интервју со Лјупчо Ѓорѓевски. Многу работи се кажени во ова интервју, да не должам. 92-93 минути, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Добро вечер за Лјупчо Ѓорѓевски, среда некаде 18 часот и 30 минути, кога е овој телевизиски дуел помеѓу Мицковски и Ковачевски? Да, ќе го испуштиме денеска, ќе го гледаме. Ама ја мислам дека ќе имаме поголема гледаност од дуелот на Мицковски и Ковачевски, сигурно ќе имаме поголема. Како сте, што правите? Па морам да кажам дека еве сега во ова предизборна кампања можам да кажам дека не ги доживувам преизборните кампањи толку емотивно и толку внесено како што беше на времето, иако нели си имаме свој став, си имаме своја позиција, навиваме за одредена опција да победи на изборите, да се формира нова влада и конечно најважното од се е да ја видиме Македонија во Европската унија после овие избори и процесот да го забрзаме натаму. Ѓорѓевски, што се случува на пример во партиите, во штабовите пред избори или кога ќе почне изборната кампања? Страв, лобирање, дали ќе бидат власт или ќе бидат опозиција. Така ли е драматично како што публиката и како што граѓаните тоа го доживува, бидејќи долеко ќе го спуштите тоа на ниво на теренот, луѓето тоа го доживуваат како борба на живот и смрт. Дали во политичките партии така изострена таа ситуација? Значи, можам да кажам дека ние, јас и лично го поминував, а вие како новинари, како сведоци, во Македонија имаше едно многу време кај што тие идеолошките битки беа многу пожестоки, многу покарактеристични, можам да кажам, целиот тој период од 90-та па негде до после 2000-та година, каде што навистина се работеше за битки на идеологии. Нормално, и тука имаше многу лични интереси од лево и од десно, секогаш имало лични интереси, меѓутоа во основа кај луѓето беше идеолошката определба и луѓето беа идеолошки определени. Денеска, кога ќе погледам, да речеме, риториките во предизборната кампања и тоа пред изборите, повторно ја гледаме таа жестина. Меѓутоа, морам да кажам, дали е тоа заради моето искуство, дали е заради годините, па еве, многу демократски избори сме поминале, многу искушенија сме виделе, имам чувство дека идеологијата како да ја нема никаде. Меѓу големите партии. Меѓу големите партии, па и помалите, да не зборувам, нели така, некако се е сведено на групации кои сакаат да дојдат до власт, или да паднат од власт, или да им се земе позицијата на власт. Корпоративно веќе. Да, мислам дека и луѓето веќе идеологијата како постои тука некаде, таа е негде во собата, ама не ни е важна, нели? Може и така, може и вака, може и онака. Меѓутоа важно е да се дојде до власт, да се формира власта. Ќе ве прашам за идеологијата, или за делот на Лазар Колишевски и за целата таа некоја идеолошка збрка која е направена. Ќе пробаме тоа нели крај на ново интервју. Ајде за почеток, вие сакавте прво се да биете. Прв кажавте независна Македонија, прв репрезентација, прв македонски ајвар што се вели и безмалку прв завршивте на американски црни листи. Сега е тоа актуелно. Две клучни прашања: Европска унија, односно преговори, француски предлог со Бугарија, и американски, односно закон за црни листи. Пежоративно кажано. Да. И вие вас ве посочува дека како пример дека па ништо опасно не е со тие американски црни листи. Еве го Лјупчо Ѓорѓевски бил на американски црни листи, па влакно не му фали. Може да патува, да се движи, да се бави со политика. Прво, Васко, да кажам дека јас никош не сум бил на црна листа. Значи, јас бев на некаква листа, не знам каква беше таа листа, кај што ми беше одземена визата. Само тоа? Ми беше одземена визата и морам да кажам дека предпоставувам, немам директна информација, меѓутоа најверојатно на мое име биле блокирани во сите банки во светот ако имам некакви средства. Значи сите средства што ги имате на било кои банки нели така, биле блокирани? Јас и покрај сите големи приказни што постоја во тоа време, нигде не се најдов загрозен и нигде не знам дека нешто ми е блокирано затоа што немам. Меѓутоа, знам дека еднаш се обидов да вадам едно здравствено осигурување,
односно нездравствено осигурување, тие фондови за здравство што се знаете. Што ги прават Што ги фондови. правише. И седиштето на тој фонд беше во Унгарија и нормално тука преку еден агент правам нели такво осигурување и ми праќаат од назад, вика, извинете, ние не можеме да ја прифатиме вас. Тоа е значи 7-8 години после паѓањето од Значи власт. вас Унгарија не ви дава ни здравствено осигурување, Да. а на Груевски политички аз ви Добро, тоа други времења. Унгарија не ви е конјак, не ви е омилена. Тоа не ви е избеа други омилена власти дестинација. и така. И викам што е работата и во тој момент почнувам да проверувам, се распрашувам кај некои луѓе и туку одеднаш почнаа да ми стигаат информации од дека да, јас моето име, значи јас ако сакам да Вие така сваќате дека ја така сваќам дека моето име финансиски е блокирано во цел свет, нели така? Тоа става во цел свет. Тоа трае и денес, Ѓоргиевски, или тоа е веќе тргнато? Не, тоа е веќе тргнато. Сега јас морам да Била кажам луѓето- и немам потреба од некоја таква нели работа, меѓутоа непријатно е да имате, значи што е непријатното во тоа? Непријатното е во тоа дека не можете да земете виза да идете во Америка. Например, 10 години што ги дават на сите политичари, Така и е. на 3 години. Да, непријатно е да знаете дека ако имате некоја, еве сакате да отворите компанија негде во странство или нешто слично, не можете Тоа да ќе биде отворите. блокирано. Ќе биде блокирано. И нели ако сте имале негде некои финансии, значи ќе ви бидат блокирани до некоја нели не знам И каква таа ваша одлука. влада испадна најберикетна што се однесува до црни листи. И Љубе Бошковски, и Мендух Да. Тачи. Меѓутоа- Груевски подоцна заслужува, меѓутоа исто беше дел на таа влада, Видите, така гледате, Васко, сега мораме да кажеме една дека четвртина без малку. дека и Љубе Бошковски и Мендух Тачи кои се реално на црните листи и јас кој сум на некаква листа, значи сме по прашање на безбедносните прашања. Значи јас- не криминални. Јас го имам листот и си го чувам дома уште за нели било што. Кога ми го дадоа таму точно сега не се сеќавам какви членови, меѓутоа по наредба сега ми се чини беше на Тоа е значи војната Џорџ Буш дека 2001. значи, според некој закон кој се однесува за Босна и Херцеговина, Србија, Косово, Македонија, значи настаните што беа во кризата во тоа време. Ѓоргиевски, гледате, ако го трнем Мицкоски на страна како актуелен лидер, Да. од трите постојни лидери на ВМРО, сега јас не знам ВМРО дали го признава за но еве историски гледано трите постојни лидери на ВМРО, Ванчо Михајлов, Љупчо Ѓоргиевски, Никола Груевски, единствено вие среќа немавте, моравте во Македонија да останете. Едниот во Рим си живееше, другиот во Будимпешта. Единствено вас среќата не бе. Па, Не бе, добро, послужи сега. моравте во Македонија да останете да живеете. Гледате, Што тоа што сум каков код знаете, е многу тој на ВМРО? интересно во некој период ме селија ваму таму, меѓутоа испадна тие што ме селија од Флорида, да, нели, од да, тие Флорида, што ме Монте селија, тие Карло. се сега иселени за среќа или за жал, може немам што да кажам. Јас сум се уште тука во Македонија. Едно време таа пропаганда толку беше силна дека сум се иселил што кога ќе ми видеа луѓето на улица и се врати, се врати. Како Мишко Иванов што ми каже на Саша Мелков, на господин Мелков, вие тука сте Да, биле, вие тука да, пред обвинител со кого Да, баш начекате. така, некако. Меѓутоа морам да кажам дека јас практично никогаш не сум живеел надвор од Македонија, освен што сум одел нели на некое туристичко патување. Ѓоргиевски, се извинувам, морам да ја прашам. Кој е за Груевски? Ни лошо не сте кажале, не сте го ни анализирале, а не сум гледал ни дека нешто му се плашите, морам да признам. Но имав чувство, не велам дека сум во право, но имав чувство дека од Сашо Мјалков го сметат за многу поопасен од Никола Груевски. Не знам зошто, но имав чувство дека на Мјалков многу повеќе му се плашат околу на Никола Груевски. Така, гледайте, знаете, кога ќе ја свртите целата работа, не дека, нели, мислам дека карактерот на Сашо Мјалков е малку подруг, меѓутоа очигледно некои работи што тој ги работел, не можел да ги работи без сознание на Груевски. Тоа е јасно и мислам таа амбиција да се контролира на начин кој што тој ги постави системот во Македонија и тоа беше навистина еден толку неопислив систем дури и од времето на златните години на комунизмот, да речем. Јас мислам дека толку луѓе не се снимани како што видовме дека се снимани во тоа време. Мислам дека тоа е сепак амбицијата на Никола Груевски. Значи, сега, како да кажам, немам докази, ама политичкиот ракопис мислам на дека Никола, препознавам Никола на Никола Груевски. Да. И мене ми е жал, знаете што?
Никола Груевски имаше прекрасни организацијски способности. Никола Груевски имаше енергија во финансии и во економија. Ви ќе се потсетам, првиот мандат на Никола Груевски помина во едни зборам, тоа се 2006 кога 2006-2008 година. 2006 да, до првите избори затоа што имаше предвидени избори. Тие 2 години беа добри години на економско опоравување од претходната влада на СДСМ, имаше економски резултати и тоа се уште не беше антиквизацијата. Јас ќе ве потсетам, филхармонијата е градена во времето на во првиот мандат на Никола Груевски. Филхармонијата не е барок, така? Да. Филхармонијата е модерна архитектура. Значи, тука, после тоа нешто му се скршува, некој го крши него и го прави антички македонец и одеднаш влегува во тој национално-патриотски, не знам каков филм, и Македонија ја води во сосема друг процес. Инаку, сметам дека он моќта што ја воспостави можеше, нели како што на времето нели ги нарекуваат кралеви просветители, он можеше целата таа енергија и моќ да ја направи во некоја многу по јака модернизација, по јак пристап до светот. Кој е тој код на ВМРО, на пример? Јас тоа никош не сум можел да го разберам, што ве тера, што ве турка во такви некои општествени конфликти. Знаете, гледате и Ванчо Михајлов, и Никола Груевски, и го Мицкоски, гледате, вие говорите за антиквизација, а тој процес на антиквизација вие го завршувате дури пред изборите 98 година, ако не и после изборите 98 година, кога го менувате оној символ, сонцето на Вергина, например. Тоа е долго време, поизмалку 70-80 од вашето владење на чело на ВМРО ДПМН, вие го имате знакот на Вергина. А го винувате Никола Груевски, да речеме, за антиквизација. Никогаш како официјален знак нема. Значи, ставале луѓе од ваму, од таму ставале знакови. Вие сте исто сликани под антиквизација. Значи, кидеш негде, го гледаш, ти го ставиле знакот, меѓутоа, значи, повторно ќе кажам, значи, ние 90 кога беше промената на знамето 92-93 година, нели? Освен првите дискусии што беа таму во парламентот, Тодор Петров, значи, да. после тоа ние имавме еден долг период кај што тоа знаме веќе беше изгубено. Значи се пројавуваше таму. Грбот ви е лавчето, но знамето ви е Вергината, нели така беше? Не, знамето е црно-црвено. Црно-црвено, да. Црвено е знамето на ВМРО. Тоа сум гледал повторно и на митинзи, под тоа е фотографии. неформално знаме кој го носат одредени луѓе, никој не го прогонува за тоа. Кој е тој конфликт, на пример? Гледате Ванчо Михајлов. Ванчо Михајлов цврсто обстојува на тие прозападни позиции. Затоа и добива политички азил во Ватикан, односно политички азил во Рим. Меѓутоа, во сите стани падни ситуации, тоа ВМРО-ско членство нема дека ВМРО-ското лидерство, но еден голем дел на ВМРО-ското членство почна да ја повикува Русија. Завршува во некои руски сентименти, ресентименти или како да ги дефинираме. Кој е тој конфликт внатрешен кај ВМРО што постои? Како да го дефинираме? Знаете, вие сте човек кој е формирал таа партија или ја возобновил, да речеме, и можете со право да објасните што се случува. Сега ќе малку назад во историското ВМРО. Значи, конфронтациите во ВМРО доаѓаат прво тоа што Македонија секогаш е на територија. И во таа територија ВМРО е еден натрешен субјект кој се обидува да направи прво автономија, после самостојна Македонија. Моќен субјект. Меѓутоа, после тоа е под удар на се. Под удар е на сите соседни земји и конечно удар почне после Првата светска војна, станува под удар и на големите сили. И под удар и на Бугарија. Што на крајот на Бугарија, па да, завршниот удар на ВМРО го донесува Бугарија, нели? Тука нема дискусија по тоа прашање. А меѓутоа да се вратиме малку назад. Значи, идеологијата на ВМРО, практично доаѓаме до она ВМРО обединета. Значи, ВМРО обединета не е формирана од некои туги сили надвор од ВМРО. ВМРО обединета е формирана од членови на ВМРО. Од кивото на ВМРО. Значи, луѓето што го формираат ВМРО обединета се до вчерашни соработници на Ванчо тогаш уште, како да кажам, вторична позиција, се луѓе кои се соработници на Тодор Александров, Димитар Влахов, Петар Чаволев, сите тие се соработници на Тодор Александров.
И пазите, тука останува таа мистерија, нели, на самото учество на Тодор Александров во креирањето на познатиот Мајски манифест. Меѓутоа, тука они се нели, наоѓаат излажени и после тоа де факто почнуваат идеолошките битки. Натре, пухањето, убивањето. Инаку, можам да кажам зошто Коминтерната толку го сака ВМРО да го добие. Ние не смееме да заборавиме еден факт кој често самите го подценуваме. ВМРО 20-тите години е најсилната терористичка, втора по сила терористичка револуционерна организација после комунистите во Европа. Први се комунистите. ВМРО е втора. ВМРО е втора. И се замисли, ти седиш, тогаш уште и Троцки бил, Сталин дали доаѓа, седиш и бараш ти сојузници. И ВМРО. И затоа е таа енергија на Коминтерната насочена против ВМРО. Помокна од усташите, гледате, и усташите ги нема нигде во тоа време. Усташите ги нема ние. Еве колку е да е филмувана таа верзија на Сенки на Балканот, ние точно гледаме каква е улогата на ВМРО. Усташите се појавуваат многу подоцна. Моќта на ВМРО е, самиот факт дека е втора по сила терорист, тогаш се викала револуционерна, меѓутоа денеска не можеме да кажеме дека не е револуционерно-терористичка организација и за комунистичката партија. УЧК е гола вода за ВМРО. Да ги соберете усташите, четниците, УЧК и цела структура. Нигде тие никои, сите тие учат од ВМРО. И како дојдовте тамо од таква најмокна терористичка до халкидики играчи, овие што ги слика, што ги фаќа. Како се случи во 50 години, во 60 години тој пресврт што го направивте? Која е многу кршена. Тоа е сила која е кршена од сите можни фактори. Сите можни фактори што може да кршат. И ви се во стокхолмски синдром вас. Тие што ве кршеа, сега вие таа идеологија сакате да, односно се уште ве сметам, нели, ВМРО да без разлика што се ВМРО напа. Говорам за една идеологија. На крај на крајшто тоа е вашето чедо. Никој не може да се откаже од своето чедо без разлика какви лутања прави во животот. Значи, таа идеолошка не безидејност, туку конфузност на ВМРО, јас не можам да објаснам. Антички македонци, Лазар Колишевски, Белград. Знаете, Васко, тоа е само што уште да кажам. Ајде. После таа 24-та година, ВМРО јасно се поделува. Комунисти и комунистичката идеологија нарекува фашисти, меѓутоа 24-та година тешко може да не постоел фашизам уште, меѓутоа да кажеме екстремни десничари. Така е. И сите битки што се правени меѓу двете светски војни се идеолошки битки. Комунисти против антикомунисти. Таа е битката. Тоа е битката. Има една приказна, кој е Божидар Димитров пред смртта. На кафе во Софија ми кажа, никош не сакаше да ја кажи пред камерите, како велеше, јас сум руско ченге, лесна му земја. Мислам, без разлика што ми напушти интервју, ние имавме многу коректни односи со Божидар Димитров. И тој го објаснува оној пример, мислам дека е Станке Димитров. Градот што се вика во комунизмот. Има еден таков бугарски револуционер што е после во Коминтерната. Дека во Станке Димитров, не знам како се вика сега тој град. Па мислам може исто или го сменја, може. Го сменја. Сам Моковле, не знам така нешто. Тој е подножјето на Боровец, тука некаде подножјето на Боровец. Ако не се лажам, 40 агенти на Коминтерната кои се распоредени во разни села, се преку ноќ од ВМРО. И тогаш ВМРО доаѓа на црна листа, Иванчо Михайлов доаѓа на црна листа на Коминтерната. Можеби е точна, можеби не е точна таа приказна, но јас ви кажам што сум слушнал, не сум успел, немало тоа документи да прочитам. 23 година се крива познатото септемвриско восстание во Бугарија, во кое од едната страна учествуваат македонци комунисти во организацијата и од друга страна учествуваат силите на Тодор Александров во задушувањето на тоа восстание. И ние сега кога викаме, нели, бугарите фашисти, значи бугарите имаат многу поголема традиција на комунисти отколку на фашисти. Целата Коминтерна меѓу двете светски војни ја раководат бугарски политици. Прво Васил Короларов, после Ѓорѓе Димитров, ама и не само тоа.
Значи, главни кадровици за Балканот, главни кадровици за Европа. Сето тоа се бугарски, значи се само бугарски комунисти. Во некоја следна емисија ќе го можеме разгледаме да го тоа прашање разгледаме за методи Шаторов Шарло. Методи Шаторов како фактор. Значи, Зашто револуцијата или востанието во Македонија не почнува? Само сега тоа е малку нели за некои тези што доаѓаат од Бугарија, малку не можеме без историја. Значи, бугарската комунистичка партија, бидејќи Југословенската комунистичка партија се давела толку многу во фракционерски битки, сме учеле за тие фракционерски битки, бугарската комунистичка партија е дадена задача да биде спонзор на Југословенската комунистичка партија. Таа е официјален спонзор. Да ја спонзорира. Значи, политички. Така е. Значи, ја организира, кажува што како. Кадровската политика, Тито е директно ставен од Ѓорги Димитров за генерален секретар. Ние учевме 39-та година, меѓутоа сега испега звездата на Коминтерната. 40-та година. Ѓорги Димитров е звездата на Коминтерната во хотел Лукс во Москва, значи тоа е поимот. Тоа е поимот. Ќе кажам уште на многу специфика. Германија, Берлин, докаде оди таа контрола и тоа влијание. Сега за жал тука нас не вика творба на Коминтерната. Нас не вика творба. Бугарската историја влегува. А цела нивна историја е Коминтерната. Значи вака сега, во шпанската граѓанска војна југословенските партизани се борат во единица која има официјален наслов Димитров. Ѓорги Димитров. Така е. Значи, колку било тоа влијание. Тоа се наоѓа ке Весели Маслеша, се наоѓа ке сите овие што имат пишувано. Благоје Перовиќ, кој бил главен кандидат да биде генерален секретар на место Тито, е главен уредник на весникот кој се вика Димитровец. Пак по името на Ѓорги Димитров. Значи, сакам само да опишам колку било влијанието на бугарските комунисти во тоа време во Европа и значи, ние сме биле терористи, они си биле Коминтерна и така кажува историјата. Значи, тоа се факти кои денеска срамежливо кажуваат и србите, и бугарите, и било кој. Меѓутоа, сакам да кажам дека идеолошката борба која почнува тогаш, тоа е врвна идеолошка, како да кажам, жестокост. И добро, Ѓоргиевски. И сега само ова сакам да го кажам. Таа идеолошка битка, дали е добро или не е добро, македонскиот народ ја изживува меѓу двете светски војни. Зошто сега ви се враќа? Сега само вака. Значи, кај хрватите и кај србите, таа се случила во Втората светска војна со драматично поголеми масакри. Убивање, така. И убивање. И војните 91-а, 95-та година. Бидејќи тоа не е живеано. Не е живеано. Ние тоа сме го имале помеѓу двете светски војни. Тој внатрешен конфликт на македонците. Имавме на интервју со Анте Пркачен кој бев у Хрватска. Не заврши баш добро, ќе видат гледачите како беше тоа интервју, меѓутоа. Да, тој е интересен. Да, интересен, тој е генерал. Тој е генерал ќе погледне тоа интервју, така заврши малце тензично заврши, ќе може да поглед. Ѓоргиевски. Јас све очекував. Меѓутоа да дојди идеолог на ВМРО или еден од идеолозите на ВМРО. Дел од екипата ваша, например, Маријан Ѓурчев, да рече дека Лазар Колишевски е најбитна фигура во поновата македонска историја, нели да парафразирам, може не со тие зборови. И тоа што уште поважно, јас имав неколку средби со Никола Груевски пред да замени во Будимпешта, мислам дека една во Будимпешта, кај што тој исто го величаше ликот и делото на Лазар Колишевски. Доли вереше дека Лазар Колишевски за овие денешни политичари е синоним на патриотизам и на македонски национализам. Па вие се боревте против тој Лазар Колишевски. Па Ванчо Михайлов, добро, сега имаше најразлични приказни за Вида Боева, за линкот помеѓу Ванчо Михайлов и Лазар Колишевски, така натаму и така натаму. Јас не сум верувал никош во тие приказни, па дури Никола Србов кажуваше дека во архивите нешто најдено, некоја комуникација. Да, јас не верувам. До сега вие да го величите Лазар Колишевски и да го нарекувате пиемон на македонскиот патриотизам и национализам, јас не можам да објаснам што де факто се случи. Па тамо, знаете, и се видно, тамо кога ќе влезе во таа Бела палата, тамо го имате и Тодор Александров, сите револуционерни дејци, тамо го немате Александар Македонски и Лазар Колишевски. Таа партија изминатите 15 години всушност идеологијата ја црпеше од Александар Македонски, сега ја црпи од Лазар Колишевски. Значи вие преска рековте дека ВМРО се случува со идеолошка какофонија, а преска не прикинувате. Па тој Лазар Колишевски велеше дека македонската нација е една од најмладите нации на Балканот. Знаете сега што учевме во време на Лазар Колишевски. СДСМ
имаше едно наследство од комунизмот. Видите, тие негде таму, не знам кое време, објавија дека тие раскинуваат со тоа наследство и одат на социјалдемократски опции и идеи. И ако погледнете, вие СДСМ не се занимаваат премногу со идеологија и таа историска идеологија. Иако да речеме, јас сметам дека имаат они многу светли моменти на кои може да се повикат, видите, гледам таа работа оние ставиле на страна. И окей, тоа е модерна една политика, така е, сите партии во Европа се... Имаше нешто сега, минатиот месец околу Кузман Јосифовски питу, некој спомен од бележа, става некој цвеќе, но толку... Да не беше оваа тема од Бугарија наметната фашизам, не фашизам, ние тоа прашање го веќе заборавивме, така беше? Така беше. Значи тоа сега прашање го неинат го враќаат повторно назад и се тоа. Со млад борец и почетокот на Фокус со Младенов, тоа прашање беше затворено. Апсолвирано веќе и никој веќе ниту придаваше некој значење на тие теми. И меѓутоа сега, нели, кога некој вика вие, не, така е, сега се создава револта, така е. Нели така. Е сега. ВМРО инсистира постојано од моје време на таа историја, меѓутоа јас сум инсистирал на ревизија на историјата, на таа наша историја што постоиме, нели, на тоа. ВМРО ДПМН после мене, прво со Никола Груевски, сега гледам и со Мицковски, отиде во една општа какафонија, историска и идеолошка. Никола Груевски отиде во антиквизација, па во последната фаза влезе и на југословенизација, ќе потсетам договорите за одбележување на спомениците од типот на Забренјак, меѓу двете српски, меѓу двете светски војни што во Титова Југославија беа скроз забранети, еве ќе го спомнам, дури и во времето на Лазо дури беа забранети. Така беше, бејќи се доживува како символ на српската колонизација во Македонија. Така ние сме ги доживувале. Еве сега пак ќе кажам, нели, од аспект на тој комунизам, нели, комунизмот бил тој што бил, меѓутоа сите се сеќаваме дека македонскиот комунизам имаше јасна позиција према српската шовинистичка политика према Македонија меѓу двете светски војни. Така е. И на почетокот на 90-те години тоа беше погонско гориво за правење на независна Македонија. Самостојна независна Македонија. Милошевиќ беше опозитот од кој се бегаше и од кој, нели, се правеа сите наративи се правеа околу тоа. И сега вие денеска прво таа какафонија внесе Никола Груевски, сега оваа ВМРО ДПМН гледам го продолжува, нели, целиот тој наратив. Вие кога ќе погледнете сега таа нивна телевизија, која се смета дека е телевизија на Алфа, значи вие гледате во информативниот дел, значи борба, реченици, колку се тие за Македонија, кога ќе го отворите културно забавниот програм, вие гледате српска асимилација на Македонија. Како Северна Кореја. Да. Тие подготвувате едно население за некоја битка, за некои војни, осма непријателска офанзива, девета офанзива. Значи трагедии, драми, не знам, ностоп, сето тоа. Значи целата работа. Партизанските филмови кои на ние на друга телевизија не може да ги видите, ги гледаме по 10 пати, гледаме битката на Неретва, битката на Сутиска, Девојачки мост. Булајч умре денес. Ние снимаме во среда, нели? Значи јас тоа мислам дека дури ни во Србија веќе не може да го најдете. Апсолутно. Значи сега и он ви продава некаква мантра дека они се за Македонија, за патриотизам, за нешто што. Се скрше Ѓоргиевски кој ќе биде поблизок до Александар Вучич. Се утепа и од едната и од другата страна. Вие гледате, доаѓа тој Александар Вучич, игра на Прохопчински, односно на Илинден, шах со Стео Пендаровски, па тамо се гледа како ќе одобие Стео Пендаровски. Па последниот ден на Ковачевски, значи не само да биде ВМРО, последниот ден на Ковачевски, коалициониот партнер, нели, кога ја напушта премиерската функција, раскажува за баба му Вероника, како му кажува дека секоја втора куќа у Куманово била српска, па Вучич тамо протокол прави, ги седнува, ги реди. Па доаѓа Мицковски кој се вклучи дури во изборниот процес во Србија да поддржува партија која е дел на коалицијата на Александар Вучич. Каде отиде ова македонска државност? Не знам дали се сеќаваш кога се појави државност. Кога не се ни појавив, туку дадов една изјава дека го поддржувам Кирил Пендев за градоначалник на Благоевград. ВМРО ДПМН на Никола Груевски, цело Скопје беше со графити. Со Б. Како беше тоа?
Благоевград, не знам, каде се Така ги беше. сеќавам. Да. Градоначелник Благоевград, не знам, вака, така, Тоа нели праве пародии женскиот нели полов орган, место П го става со Б, бичка и така натаму. И сега доаѓаме ние до ситуација кај што истата таа партија, што е најнормално, пазите, во суштина нормално на избори во една држава, некои политичари од вамо таму да се појават да кажат јас го преферирам овој. Или некој да ви е симпатичен, тоа е нормално. Да, така да имате не, пријатели, така. тука сме Да. соседни држави. Сега, меѓутоа сакам да кажем, тоа е истата партија која овде прави скандал, а Сега овде го поддржува. прави, овде поддржува. Некој ние не знаеме какво учество има од таа коалиција на Александар Вучич, тој малцински партнер. Значи, каде е проблемот со Србија? Значи, мојата општа политика е Македонија треба да биде блиска со сите соседи. И не има ништо спорно во сето тоа. Значи, и треба да им се дава шанса на сите Мислам дека соседи. вашата заложба во овие 30 години беше таа нограка која одеше кон Бугарија се направи или да се изедначи со грчката, со албанската и со српската. Точно така, Тоа беше точно беше филозофијата. Значи, јас никогаш не сум доживал дека сте вие. Точно тоа, Васко. Дури јас кога сум разговарал со вас, сум знал поише работи што се случат во Бугарија, колку што знаеле вие на. Сега, Васко. Кога беше Милошевиќ, кога имавме закани, ние бевме против Милошевиќ. Се смени Милошевиќ, дојде Џинџич, Македонија стана многу најдобар пријател со Џинџич. Јас 3-4 пати се среќавав со Џинџич за тој краток период додека тој беше. И за тие средби сме разговарале во претходните интервјуи. Почна економските процеси, се што беше запрено претходно, почна. Добро. Се движеа работите. Георгиевски, Да. при тие средби со Џинџич, можевте ли да нюансирате каде е таа мок, таа гравитационја мок на српската политика, која нели го презема тоа југословенско разузнавачко и секакво друго милје, за да има таква стравична контрола и ден денес на процесите во Република Македонија. Значи работата беше што Џинџич и Џинџич се бореше против таа истата, српска против дволока држава и конечно нема поголем доказ од тоа што беше убиен. Апсолутно. Што поголем доказ од тоа има од кој беше убиен? Тој беше убиен од србите. Од србите. Може ли мало антерфиле Да. да речеме, сега ќе се вратиме на оваа Да. идеологија тука, пошто ми е интересно, нели мораме да го поставиме тоа прашање за вашиот однос со Груевски, она размена на Facebook 250, мислам дека сопругата ако се скарам толку нема да ми напиши во пораки, па и со Мицковски и оној конфликт на Груевски со Љубо Бошковски, мало антерфиле. Ако србите толку многу знаеле и за војната 2001 година, и за структури на УЧК, кој подосна прераснува во дуи како политичко крило нели на УЧК, дали тоа значи дека србите имале цело време контрола на таа структура? Па и преку таа структура и ден денес да имат контрола на политичките. Гзимо Стрени, например, на чело на територијалната одбрана во Дебар, ако не се лажам, единствено тој не го предава оружјето или документацијата, се извинам, кога се собира документација. документација. Зборував со еден човек кој бил во структурите во Дебар, кај што јасно ми кажа, вика, Гзимо Стреми беше, вика, командант, вика, на цела Охридска област, вика. Додоле. Дебар, Кичево, Охрид, Струга, Гостивар, не знам кај факела, може би добитува факела. Најмокната област. Најмоќната област. Југославија дава моќ на некој што не е негов човек. Таква моќ. Така е. Значи, сепак зборуваме за Југославија, таква како што ја знаеме од тоа време, така? Јас се сеќам на Тоа интервју. најналично се цела. Јас се сеќам на интервју со Тала Џафери 2010-2011 година. Јас го прашувам, кога ве примија во ЈНА, потпишавте ли нешто? Тој целиот изнервиран. Ама не викам, ко станувате офицер на ЈНА, не мора да помините морална подобност, така се викаше тоа. Нели морална подобност, да бидете подобен, да влезете, заклетви, тренинзи и така натаму ве проверува до трето колено, до четврто колено, не можете вие да речете јас сум ја мрзал таа држава или сум ја растурал, а сте поминале како дете ве земале во системот на држава, па еничарите не ја рушеа Турција, тие може да се бунтуваа и се плашат турските султани, но тие беа лојални на државата која ги школувала, која ги направила луѓе. Васко, во поглед на Србија, нивната политика према Македонија и конечно нашата иднина, затоа што сега на овие избори ние решаваме и нашата иднина. Ние сега решаваме, Да, клучно. на изборите, да. Не 90, тоа што не го завршивме 90-91 година, да. сега го завршуваме. Значи, што решаваме? Дали ние ќе го тргнеме по патот
на европската интеграција целосна, или 4 години, како што слушам, ќе бидеме волер и ќе вртиме и ќе кажуваме колку сме во право, како другите не се во право. Не мрзат, и не мрзат, вака, така и вака. Сега повторно се враќаме на прашањето што ви го отворивте. Васко, човек кој се занимава со политика во Македонија и со геополитика во Македонија, ако после 30 години демократија не разбрал само една единствена работа и многу просто дефинирана работа. И стратешка цел на србите е Македонија секогаш да биде еден чекор назад. Само тоа треба да го разбере и потоа да го прави мозаикот во овие 30 години нанасад. Така е. Тоа е клучно. Значи, не сакам, немам информации за многу. Меѓутоа, имаме атентат на Киро Григоров. Едноставно прашање. На која сила во тоа време одговараше атентатот? Тие се губија Џинџич, нема да губиат Киро, мислам са, ајде. Да. Доаѓаме нашата криза 2001. Не сакам да се враќам колку богатство зема од Македонија со оружје, со пари, со сето тоа. Тоа беше грабеж невиден. Невиден грабеж. Таков грабеж Македонија немала во Османската империја. Ние го забораваме тоа. Од оружје, од пари директно зимање, од штекери, од богатства, од пари на фирмите. 150 милиони долари долгови на тутун табак од Србија, никогаш не наплатени. 200 милиони на градежните фирми, никогаш не наплатени. Работење во Ирак, во Либија. Колку сакате пари не наплатени. Значи, таков грабеж Македонија не памети. И ние тоа го забраваме. Во ред еве на добри односи и добри интереси, одиме напред. Сега, кризата 2001 година. Значи, никој не може да ме разубеди дека таа криза беше диригирана и на некој начин конструирана од нашиот северен сосед. И западните сојузници треба да се замислат кој им е подмет на таа криза. Тие цело време и ден денес тврдам. Не ВМРО, не СДСМ, ДУИ и албанскиот фактор е мекиот стомак преку кој северниот сосед. Не Албин Курти. Значи, мешувањето на Албин Курти во политичките процеси во Македонија, мене ми се чини е одговор на вмешувањето на Александар Вучич не во македонскиот, туку во албанскиот кампус. Тоа јас така го гледам. И сега конечно доаѓаме сега. Значи, сега гледате. Ние имаме релативно проблем кој јас го викам не е ни проблем. Голема работа покрај 6 други делови на народ да ставиме уште 2 народи или 3. Ма не целиот историски конфликт со бугарите го седевме на малцински проблем. На малцински проблем. Бугарите ко малцинство да се во уставот и македонците ко малцинство еден ден да бидат во уставот. Башка да не зборуваме дека ова е дури поделба, сакаш еве ти си македонец, или си бугарин. Бугарин, така е, нели? Референдум, сега попис, се 3000 на наредните избори ќе бидат 30.000. Ја загрозува тоа Македонија? Не ја загрозува Македонија. Така? Ние дури тие 20%, ако се отворат уставните измени, бидејќи може да имаме политичка уставна криза, дел на политичките партии прифатија председател да се бира во парламентот, а не на избори, ќе се отвори прашањето на 20%. Значи, ние дури тоа го тргаме, а имаме проблем некои 2 или 3.000 бугари да ги ставиме во уставот. И сега ти од тоа да правиш драма. И ти, значи, да ветуваш дека да нема да направиш никој чекор. И на крајот да дојдеш во ситуација, значи 4 години, 2 години ги изгубивме веќе и уште 4 да ги изгубиме. И уште 4 да се опоравиме од тие 4 што сме ги изгубиле. Што се изгубиле. И сега Васко, доаѓаме, велиме, ама сега нели Европа не сака, вака не сака. Знаете, ние имаме еден наши проблеми. Значи, си имаме проблеми со корупција, со правна држава, со се. Меѓутоа, знаеш, тоа е некако кокошката или јајцето. Имаше еден, нели, мислам кај тебе беше еден хрватски политичар или што беше, вика Хрватска се европизира кога влезе во Европската унија. Мислам дека Жарко Пуховски. Така. Како вика, не можам да сум Хрват, а да не го прифатам Анте Павелич. Ко сум Хрват го прифатам. Сега,
Токму тоа, ние вериме кој ни пречи да се европеизираме без Европската унија. Абе, де факто никој не ни пречи. Ама не можеме. Ама не можеме. Така. Нешто не држи внатре. Што не сме го направиле до Што сега? не сме го направиле? Очигледно Така е. не можеме. Нешто, еве, имаме проблем. Така. Ама тоа очигледно и другите го има, и Хрватска го имала тој проблем. И го поминала. И Романија го имаше И тој го проблем. поминала. И Бугарија. Значи со тоа влегување во Европската унија те тера нешто, како исто тоа е. Ама, Лјупчо, Како еден македонец овде забушава кога ќе работи во една тама фабрика, оди во Германија, 2 смени ги работи без проблем. Ама така? да не земе Босна, Така. да не земе Украина. Така. Гледате Молдова, кај што 1/4 тамо е во тоа Приднестровје под руска контрола, кај што они другиот дел, Така. тие 3/4 се кршат дали се молдавци или се романци, Да, бидејќи има така е, сличен да, јазик, има таква сличен. ситуација. Но тие сака да се членка на Европска унија. На Унија, точно така. И тие се спремни цена да платат. Цена да платат. Бидејќи првата Така Твитер е. револуција во Кишињев е направена за рушење на Точно прокомунистичниот така. прорускиот режим некаде И пред сега, 15 години. Ние, значи вака сега, оваа политика, што денеска, за жал, ја води ВМРО-ДПМН, е толку несериозна према македонската држава, што јас немам ни зборови. Значи, тоа сега може да го прави некој на Македонија, само што не учествувал во раните 90-ти години во правењето на самостојна и независна Македонија. Некој што не знае страв да немаш држава и да чекаш нешто да се случи Да се замени крупно, или да се конфликт, замени, да се случи. Па и после да го имаш Милошевич, да го чекаш 10 години, не знаеш на која страна ќе замавне, така, затоа што оружјето сето беше кај него, во така, негови нели раце беше. така. Значи, и сега одеднаш си ги поминал големите тешкоти, си ги поминал големите маки. Дори и промената на името, јас го мерам индекс 1:100 промената на името од Во споредба Така е. И ти одемеш да правиш драма, да даваш изјави од типот председателот на академијата, ако влезат во бугарите во уставот, Македонија ќе се распадне. Чекај сега, толку ли сме ние кревка држава? Па кој се борел? Од тоа? Па овие што се револуционерите, што биле? Да. Ама некем тоа прашање, нели? ама, Што биле овие? Ама така е. Па некој на сила ги терал да учат бугарски училишта, ама тоа некој е, на сила Васко. ги стало бугарска униформа, Ама, Васко, и некој на сега- сила ги правил бугарски офицери, бугарски учители во На екзархија. крајот, Васко, Мислам. значи, Васко, доаѓаме до една ситуација. Значи, јас тоа постојано го велам. Ние 30 години имавме време да ги најдеме општите точки со Бугарија и самите ние да ги кажеме кои се општите точки. А ние влечевме и дочекавме сега од друга страна да зборуваме. Сега, Ние сме генерација кои затворила одредени историски процеси. Може не сме ги затвориле наидеално. Можело да се затворат и подобро, меѓутоа во некој историски моментум тоа е затворено на таков начин. таков После начин, Преспанскиот договор, јас сум се борел против Преспанскиот договор да не биде ерга омнес, сум прифаќал нели она во ваше време некои преговори но да биде за меѓународно, бидејќи никој не разговараше за ерга омнес, да речеме до сега, изгубени се 11 години. Влошена е позицијата и не преговараме за ерга омнес. Прво што сум направил, сум отишол во селото на моите да И, запалам Васко, свеќа, сега што- бидејќи ние сме затвориле еден историски, И- сме се бореле, сме дошле до Васко, тука. И доаѓаме до нашите декларации, правата на македонците во соседните држави. Додека ние правевме декларации, Тие македонци во Бугарија се селија. не, сакам Тамо да нема кажам под 50, тамо нема под 50 години човек кој се чувствува тие сите се иселија по Шпанија, по Португалија. Додека зборувавме ние со декларации, ваква декларација, таква декларација, пи Никола Груевски некои декларации носеше за правата На во сите. Егејска Така Македонија, беше. на сите, така? Па дури Митни ништо Ниве- не се решаваше. Така беше. Кога се Песни потпиша се Преспанскиот пеат, договор, така? песни се пеат во Без сите- никакви договори, Во без Солун, никакви во закони. Солун, во кафани песни се пеат македонски. Без никакви, не знам, процедури, денеска македонците таму имаат Ама, по-либерален Георгиевски, живот од колку Па било кога. тие луѓе на граница што не застанува, беа мои роднини. Така Кои стана во Егејска Македонија да живеат. Па многу полесно беше да влезете на Евзони, отколку да влезете на Меджитлија во Грција. Бидејќи тамо беа македонци кои глумеа поголеми грци и, Васко, од самите грци. и И добро е што повторно- се решија некои односи. И повторно доаѓаме до аргументите кога требаше името да биде променето. Има ли поголема цел и да се помогне на било кој
од тоа да влеземе во Европската унија и сите таму заедно да живееме. Вие бевте за горна, нели тоа Да, преговаравте? горна и северна, да, Северна тоа Македонија. беше Тоа опција, да. со Коста Да. Семитис преговаравте. Коста Семитис, да. Гледате, И Ѓорѓи Ѓорѓ беше министер за Гледате, външни. например, тоа што македонците не може да го забележат. Секогаш кога Грција е поактивна на Балканот во политичките процеси, Бугарија не е активна. Како Грција сега, во последните 12 месеци е поактивна, енергетски, Да. преговори со Македонија. Па гледате, сега србите дрва и камења против Дора Бакојани, Да, како тоа го е примела Косово, Косово, Советот на со Европа. Косово, да. Срам те било Дора да. Бакојани и така натаму, тоа всушност братот на Дора Бакојани Мицотакис Така е, на имотот, на приватниот имот на во куќата на неговиот татко на Александар Вучич му го кажа. Вучич тоа точно го знаеше. Значи секој вклучување на Грција значи Бугарија да е малце на маргини во целата работа. И тоа значи кога имате пријателство со сите. Васко, Тоа не што е може да сега. балансирате. Кога ќе размислат, сите соседни држави нема поидеална ситуација од тоа Македонија да е независна. Апсолутно. А па и Македонија, која ќе Нема. размисли од своја страна, нема поидеална ситуација да се труди со сите своји Со си- соседи да биде апсолутно. близко. Тоа И не тоа треба да биде тоа не филозофијата. тоа не Тоа е многу тоа не е едноставно. судбината и нас, Тоа не е едноставно. судбината и нас и на нив. Ако сакаме да обстанеме, треба да бидеме добри. Георгиевски. Секој, гледај, Се сеќавате ли ви- се сеќавате- реално секој наш сосед може да ни направи штета. ако сака. Апсолутно. Посилни се, Посилни помоцни се, помоцни се. Смета дека 912 година требало да се формираат 4 паритетни нации, тоа сите го говорат. Голема Албанија, голема Грција, голема Бугарија, голема Србија, како ќе бидат големи? Па најмногу на штета на Македонија да земат и ни делови. Секам И Георгиевски, Васко, ние си живееме уште во некои Дека сме митологии, најбитни, не знамо најмокни. какви. Една, значи, ние кога зборуваме за Македонија, секогаш зборуваме како Македонија да била државен субјект. до Индија, тамо до Индија. Македонија ни треба конечно првата табу што треба да си ја сватиме. 91 дека направи. Македонија била територија Направивме- која прв пат е направена 91. држава 91. 91. И кога ќе почнеме да се повикуваме на некои Историски. историски права, Да. на не знам меѓународни договори, на меѓународни права, Зашто нели без основа што постојано зборуваме? се поставува прашањето, Да. помина 100 години од договорот во Букурешт. Да. Е добро, и кај ќе се вратиме? Кој е реалноста Васко. на договорот во Букурешт? Па ние 45-та година, значи ние кога правиме законот за приватизација Да. и законот за експроприација, нели за национализација, денационализација, значи ние правиме еден правен фаул, правен преседан кај што велиме сопственоста важи од 45-та година. Така е. Нели кога се носи законот Васко. беа парламент го гласа. Бидејќи ако Така е. прифатиме сопственоста да гласи Така е. пред 45-та, пола А, ќе оди во ама- исламска верска заедница, ама- бејќи Турција да го ама стави. точно е тоа, Пола така ќе е. остане ке Караѓорđević, Ама- пола ќе остане ке Српска Васко. православна црква. Значи, Мислам, тоа е ние реалноста. раскажуваме приказни, кога ќе иземеш да ги гледаш документите, имаш бугарски документи, имаш турски документи, имаш грчки документи, Има имаш српски. српски документи. Така е. И сега, ова што го бараме, кај е тој кој ќе ти кажат, ајде да видиме кој е тој документ на кој се И возиш? сега ќе дојдат И знаете што е најапсурдно? продадовте државата, направивте ова, Ама направивте. знаете кој е најапсурдно? Знаете кој е губитник во Балканските војни? Турција е губитник. Така е. Значи, ние, ако сакаме да оствариме некои права, треба со Турција да ги пренесеме правата или да побараме таа да биде застапник На нашите на интереси. нашите интереси. Така е. А е губитникот. Јас мислам Меѓународен субјект кој беше изгубил е Турција, Отоманската Она империја и после таа ги Турција. изгуби, таа изгуби војната, а ние бевме дел на таа таа изгуби, империја. на таа губитничка страна. Јурески извино. Значи, мислам дека младата популација не е свесна како по јајца ние одевме почетокот на 90-тите години. Па независна Македонија се уште слика на Тито, па дали да се стави на Никола Карев или не знам друга некоја, па дали химната да се смени, па Глигоров и Задбеговиќ, па тука внимавате, како, па не знам со поранешна југословенска обединета нација. Васко. А 96-та година сеќавате ли како Македонија и тогашна СР Југославија се призна, па Фрчковски славеше, то ние го доживеавме признавањето од СР Југославија Од себе како многу поважно да. за нас од признавањето на Америка. Границите 2000 Кодра, 2000-та фура, година и ги така. потпишавме со Кодра, Србија. фура, па размена, па и Што така. значи да не ти ги потпишува границите? Границите. Така? Значи 2000-та година. Васко, значи се сеќавам на времето, значи јас значи се сеќавам Клюсев кога кажуваше, Киро кога кажува како не спијат дома, одат ваму Се таму. кријат. Андов исто кажуваше, не знам што бил, кај бил. Значи луѓето живееа во страв. Така е, во Значи, психоза. Дека психоза, нешто ќе им се случи. значи тоа беше реално. Па на 500 километри од нас
Кина е луѓе. Па генија луѓе, почна војната, Босна и па ние да тргнеме сега 6 сати сме таму. Така е. Србија, Фоча, како се вика тие градови нели на Ние граница. реално немавме ни оружјето ни беше одземено. Сите офицери, Со што ќе се бориш со генерали тотална беа од одбрана? Штип. И Благој Аџич, и Радко Младич, и живота. И сега- Сите службува во Штип. И сега мислам дека оваа генерација на политичари Ќе промашиме, која ќе- не учествувала во раните 90-ти години, значи мисли дека самостојноста на Ни е Македонија поклонета. е поклонета и таа е дадена еднаш за секогаш. А ние плативме цена. Плативме. И сега- таа тешко одеше. и сега- Ама тешко одеше од 90-та, а да не зборуваме за тие што се Претходно. бореле 100 години, 150 години. Ние сакаме викаме не тоа не е добро направено, сега ние ќе седнеме сега ќе кога редефинираме ќе се. редефинираме. А тоа ако можеше така се редефинира, ќе редефиниравме и пред 20, пред 50 и зашто не го направивме пред 200 години ако толку лесно се Не можам да ја сватам наивноста. Зашто ВМРО на пример, гледате, ВМРО е фронтмен во тој процес. за жалост, Дури овие комунистите многу помеко. Дури не. многу помеко се прилагодија на некој. Сама јасно зборува дека тие не сметаат дека тоа е проблем и дека сакаат да го решат проблемот. Значи, не можам да сватам. Океј, значи имаш економски проблеми, имаш коруптивни проблеми, имаш проблеми на правниот систем, критикувај, зборувај колку што сакаш. Ма го си, знаете, Ама не можеш ти да се фатиш сега врз основа да вадиш. Знаете што не можам да сватам? Ние имаме проблем со Грција и наместо да го решаваме, ние влагаме во процес на антиквизација. Да. Имаме проблем со Бугарија и наместо да го решаваме, ние стануваме југословени или титовисти што најмногу ги мрзе бугарите или бугарите најмногу не напаѓа дека сме творба на Коминтерн и творба на Тито. Значи ние наместо да ги решаваме проблемите, ние влагаме во некои идеологии и со тие идеологии да се конфронтираме со тие со кои треба да се договориме за проблеми. Тешко да видиме главната слика. Македонија пред антиквизацијата од меѓународната заедница беше доживувана како жртва. Така е. И се обидуваа да ни помогнат колку што сакаат. Со симпатија на наша страна. Да. Со Класичен симпатија на пример наша. е односот на Буш во Букуреш што беше. Така. Така е, Директно американскиот председател Така. се заложи вака така. Од кога почнавме со антиквизацијата, инат нешто да демонстрираме, целиот запад не отпиша. И тоа, Се гледате, сеќаваш имаше една бројка од 200-300 професори од Европа подпишани со антиквизацијата. Море, ако не беше таа бројка и драстично поголема. Многу поголема, мислам дека неколку илјади ако Па не. да, јас сега се мислам да не беа 2000 и не 200. Кај што имаше подписи, не се зафркавате каква антиквизација, какви македонци антиквизација. Ние не го ставаме Александар Македонски, го ставаме Александар Велики. Нели ние сме Петар Парличко, не Литар Пео, па така ќе се протниме, ќе ги зафркниме овие големите сили и ќе можеме не Александар Македонски, туку аеродромот и патот или автопатот кој Александар Велики. И овие нема да знаат и ние ќе ги зафркниме. А истата таа работа беше во моментот кога Бугарија оде со теза до 45-та вака, од 45-та вака, тие беа проблемот на Европската унија. беше. После францускиот предлог, кога се откажа од тој став, кој беше многу тежок, и дојде и се префрлија на малцински права, тие сега се во право, така. Така е. И сега ти да зборуваш ќе го редефинираме. Ајде го председателот во интервју за РТЛ вели, како западните земји не може да убедат Бугарија? Па ја убедија. Тие се откажа од таа платформа и што е декларација што гласува Бугарија на невидено го прифатија францускиот предлог кој се коригираше меѓувреме во македонски интерес. Се сметам себе за одговорен политичар и секогаш се обидувам да мислам за Македонија, која донесоа декларацијата во бугарскиот парламент до 45-та година. Така е. Сте бугари. После 45-та Што сакате биете македонци. Што сакате? Единствен кој реагирал од Македонија политичар, тоа сум бил јас. Меѓутоа, од кога беше донесена, значи цело време си мислам, влегоа во оваа сега политика, како ќе излезат? Тоа е декларација на парламент. Така е, сите. Значи сум го размислувал, значи јас не сум со функционер. со президентот, со Јас не сум вице-президентот. функционер. Така е. Ама Васко, јас сум некој што ставал темели Така е. во која се правила оваа куќа Македонија. И сакам таа куќа да има добра перспектива. Значи сум го мислел како ќе излезат од оваа замка. И после сватија дека тоа Им помогна американците. французите, американците им помогна и сега дојде до едно решение. И сега ти идеш да го предоговараме и ќе ти речат што сакаш да предоговараш. Едно малцинство, една група од народ не можеш да ставиш. Цел еден систем, цел еден процес на преговори кој трае со години.
Кога американци викаат, добро, што е заедничко што можеме да фатиме меѓу македонците и бугарите? Малцинствата. Ние барем малцинствата македонски во бугарски устав, тоа веројатно ќе помине некое време додека не ги станат и бугарите барат нивното бугарско малцинство македонскиот устав. Па прво Франција нема да се откаже, Васко. Па тој Франција. Па Франција заради политичка суета нема да се откаже од тоа. Овој го нарекува договорот на Албин Курти и Вучич Охридски и овој Охридски договор кој е многу помалку важен и со многу помал труд направен, они се уште го сметат како вика Ескобар 90% во корист на Косово, и они тоа го сметат како релевантен меѓународен документ кој е завршеток на еден процес на преговори. Вучич дека не се врати на Охридскиот споразум или договор, не може да мрднат напред. После ќе биде Хрватска, после ќе биде Босна и Херцеговина, тој треба прво тоа да го И сега ти ми кажуваш дека ова е причина, ние не знам што сакаме да биде. Баш денеска читам Србија нешто ја поканили во БРИКС да биде. Да. Така? Да. Што ние сега со Србија заедно во БРИКС ќе одиме? Ма Јулиски, знаете кога ние ќе почнеме да збориме за ЕУ? Кога србите ќе влезат во и ние тогаш ќе станеме и тогаш ние ќе станеме најголеми европјани. Најмногу приврзаници на НАТО. Во моментот кога српските портали ќе почнат да заборават на БРИКС, на сите тие големи нели конструкции, тогаш ние ќе почнеме за Европско уније да говориме. Бидејќи ние оттаму го примаме, оттаму и тоа Фукујама ни го кажа во Скопје пред минатата година на предавањето на правниот факултет. Не, јас навистина не можам да сватам ние толку геополитички да не ја сватиме играта која се случува. Добро, ние сваќаме, платени се. Дете, двата последни лидери на ВМРО или вашите наследници, они не се бават со Заев, не се бават со Ковачевски, не се бават со Пендаровски, тие во секој интервју се бават со вас. Излага Христијан Мицковски на подкаст. Значи не во дебата, не во дуел, не на во подкаст вели подпросечниот студент Лјупчо Георгиевски била дадена шанса. Значи тоа е една обседнатост. И како е да се биде подпросечен студент и толку да ве засакат македонците и толку долго да се начело на таа партија, а ако вие сакавте до ден денес останевте, кој лепенки си бевте останати на чело на партијата. Јас исто бев малку шокиран негативно од тоа интервју на господинот Христијан Мицковски, затоа што во тоа интервју кој е релативно мирно за неговиот живот, како растел, како се развивал, како летел, како плакати, како репел. Да, точно така, како се изградил во кампањата на Љубеше Георгиевски. Како лидер се изградил. А кирка му на Љубеше Георгиевски во Левица замина. Да, така. И ако беа паметни да ја ставеа неа да биде нивни председателски кандидат, ќе го растуреа ВМРО да помане. Се обиде да ја девалвира мојата позиција. Единствено со кој се занимаваше таму позиција беше само со мене. Со друг никој не се занимаваше. И не знам од кај му дојде таа енергија и таа потреба, дали некоја фрустрација, не знам што излезе на површина. Меѓутоа, знаете, одреше со некои лични навади подпросечен студент на кој му била дадена историска шанса. Шанса. Прво, јас морав да му одговорам, Васко, прво никогаш не сум бил подпросечен. Значи, имавте како лете дека не може француска собарица да го објаснува и да го анализира, да го цитирам Наполеон, така нели тоа можете. Ниче вика, никогаш не можете да разберете големината која читајќи ги мемуарите на собарицата на Наполеон. Затоа што таа нели го гледа Наполеон како една немарна личност кој фрла наваму натаму, за неа Наполеон и никој ништо во целата приказна. Видите, гледате, тоа беше една навреда која доживеав на вистина. Се обиде да ве омаловажи. Да, омаловажува да ве дискредитира. На начин што никој не ме девалвирал, значи ме правеле мене се и се што нели по сите основи, но подпросечен студент никој ве нема наречено. Да, ме нема наречено. И сега не знае човек како да се брани освен како подпросечен студент во 90-те години добил шанса. Да. Тоа е значи тука има две тези, прво подпросечноста и второ за шансата. Значи подпросечноста, Васко, значи во средно училиште секогаш сум бил меѓу најдобрите. Математика и хемија не ми одело, меѓутоа општествените науки сум бил на сите можни надпревари што можеле да се надпреварат во тоа време. И секогаш сум бил и ме земале за предавачи и за се. И тие што не ве сакаат, ве сметат за екстремно интелигентен. Разговор. Ве навредуваат по други основи, нели, меѓутоа никој не ви спорел политичката интелигенција. Разговор. Сега, значи, едно што го имам наметнато, е сега пак ќе ти го кажам, не е дека нешто се горде, меѓутоа биографски факти кои не сакам да го крием. Во војска, за многу кратко време, имаше комесари. Не знам, тие беа како не идеолошки, не знам како ги вика
од војниците. Комесари ли беа уште? Не беа комесари, ама тоа беа практично како политички, Како- не знам, како и политички идеолози, така, идеолози. да. Кај се служеле војска? Никош Во не- Штип. А вие во Штип се служеле? Штип. Значи блиску до дома да бидете, да не... Тогаш тие беа 83-та, 4 не, како беше сега, јас си заборавив. 80? Да, 84-та, да, така е, да, 84-та, да. Да. А тогаш почна масовно поголем број на македонци Дома, да се служат дома. Јас знам, скоро целата моја генерација беше Штип, Вере, Скопје, сето тоа. И многу за кратко време ги видоа, нели, сега тој систем и јас станав таму предавач, како се вика тој, политички, идеолошки, вие идеолог сте биле идеолог, сега, во нели, во рамките на Југославија и на Да не нели се- на југословенската да армија, не и се југословенската да не се армија. распадне Југославија, ќе И- бевте ко Александар Цане Грличков, не. идеолог на Слушај сега, комунистичка ама не знам партија. зашто овие комунистите не ми ги извадија работи кога можеа да ги извадат. Никогаш не ви Никогаш не ми ги спомнале. И сега, значи, да не сте дете на 83-та комунизмот, да не ве штитите комунистите. Да, јас сум го тоа спомнал, Васко. Мојата фамилија, значи дедо ми бил деклариран србоман, татко ми бил јасно деклариран југословен. Никој од мојата фамилија не бил жртва на системот, дури ни роднини не биле жртви на системот. Значи јас сум на некој начин грешка на системот. Значи грешка на системот. Нуспроизвод, Да, нуспроизвод да, на системот. Така. Сега, таа единица, тоа е хаубичката дивизија во Штип. Штипската бригада, артилериска бригада, на најголемите вежби југословенски кои се случуваат таа 83-84 година на Криволак, кај што целата трета армијска област беше, тоа беше една невидена вежба со авиони, тенкови, тоа беше нешто буквално Без малку симулација на на војни дејства, класична војна беше. Авиони ни летаат над над главите. И тоа беше последна голема вежба на југословенската армија. Така беше таа. Вие сте биле спремни за 2001 година, че вие сте тренирани за сега што знаем ти 2001 кажам. на Криволак. На целата третата армијска област, единицата кај што бев јас, тоа што бев, беше прогласена за најуспешна единица на целата вежба. И наградно сигурно ви дадоа. Па ни дадоа 10-15 дена наградно сигурно добивте. Сакам да ти кажам. За подпресечност. Бевте некој десетар нешто со Па чинови. не знам сега, ја и сум заборавил што сум бил. Чато така, некој не тамо знам. сте били, Не, чато. Не знам што беше. Сега, факултет има студенти кои служеле со мене, што биле компаративна книжевност. Секогаш сум бил меѓу најдобрите, значи просекот ми е 9, Добре, кориски. кома нешто. Просекот знаеш што ми го нарушува англискиот јазик. Англиски бев послаб и англиски вадев некои 6 седмици. Инаку сите овие беа 9 Од каде таа потреба да ве навредува како подпросечен студент? Кој Исто добил така шанса? го спомнав тоа. До време на студентски денови, јас до крајот на студентски денови имам 3 книги напишано. Значи, До своји 24 години. Да, до своите 24 години. Сега, тоа е за подпросечноста. А за шансата, значи повторно и за тоа му одговорам. Да, шанса некои добиваат, ама некои си ги создаваат шанси. Значи, јас кога дојдов во Скопје, 90-та година, таму напиша во текстот, не познавав ни еден човек во Скопје, а сега морам да се коригирам, го познавав единствено само Тошо Малерот, затоа што бевме заедно војска во Штип заедно. Баско Тодоров? Да. Значи тоа што Малер, да знаете. Со него бевме А заедно. може тој затоа доби признање Стојан Пенаровски поради војничките Единствен човек што го знам од Скопје тој. И сега доаѓам на мои таму колку е тоа 19-20 години и почнувам да се движам и тоа што му кажам во тоа изјава на господин Мицковски, мене татко ми нигде не ме вовел, нигде не ме донел, со никој не ме запознал, ме донел само од Делчево од Скопје, од Делчево во Скопје и ме оставил тука. Значи сето тоа што го направив после го направив сам. Ужаски. Вие го винете Мицковски дека е татин син. Тоа е втората. Првата дека е француска собарица. Не може француската собарица да ги пишува мемоарите на Наполеон. Значи, не може француската собарица Мицковски да го толкува и да го објаснува и да го дефинира или да го цено Лјупче Георгиевски. Мицковски тамо кажа дека тој учествувал во кампањата 94-та година, па лепел плакати за Љубиша Георгиевски. А велите дека првпат се слушнали дека 2016 година е дојден во штабот на ВМРО. Господинот Мицковски не може да зборува, значи прво, значи на шансите. Значи, јас шансата, нормално, со сите тие луѓе што доаѓале во мене во таа прваза,
сам сум ја создал и јас сум тој кој правел шанси и со фудбалски термин набацувал шанси на други. Сите тие што се денеска политичари во Македонија, во ВМРО ДПМН, се од шанси кои јас сум му ги дал. Никола Груевски беше таму службеник во една банка, го викнав, дојди, ќе бидеш министер. Антонио Милишевски, не знам каде, ајде дојди тука, ќе ми бидеш шеф на кабинет. И да не ги редам сите поред. Значи, тие доаѓале, јас сум им создавал шанси за нив. Тоа што заборавиле тоа е веќе друга работа. Знаете како велат? Кој човек нема непријатели? Тој што не им дал шанса или не им помогна на другите. Тој што им помогна на другите има многу непријатели. Непријатели, точно. Значи, кој видите човек дека нема непријатели, тој нема ништо помогнато, нема ништо направено. Да, точно. Има и на друга нешто, мислам дека е таа турска поговорка, вика, овој вика те мрази. Вика, ништо добро не сум му направил, вика, зашто да ме мрази. Нели обратно. Значи, на сите добро што им направи, ме мразат. Овој ништо добро не сум му направил, не знам зашто ме мрази, нели така. Се, Оско, значи, не можеш ти да зборуваш... Мицко си беше во ваша партија? Во ВМРО на Јас не го памтам, иако ние се сретнавме со него 2 пати на почеток, тој се обиде да ми објаснува од кога добро, вие на почеток рековте... Јас како фигура не го памтам. Вие на почетокот рековте дека за вас е тоа најприфатливо решение за дека од тоа јас од тоа ми подршка, нели така сега. На почеток. Тоа беше време кога требаше да се разделиме од Никола Груевски и тоа беше некаква шанса да се даде на човекот. И тој, кога се видовме, се обидеше да ми објасни од кога е во ВМРО, иако јас никогаш не го памтам. Лично. Вие, значи, дојка сте начело од 2003 година... Јута, осекога се распрашав, значи, од најсигурни извори, од Општинскиот комитет Карпош, кај што тој е матично, нели, регистриран, имаат јасно кажано дека 2016 година тој прв пат доаѓа со татко му, со по претходно јавување на Никола Груевски, ќе дојдат тие и тие луѓе да ги причекате на најдобар начин. Значи, таму со татко му. Така е информацијата. Значи, тој отишол во партизани 46 година. Не 45-та кога завршува Втора светска војна, туку 46-та. А ова со Груевски, тоа е една преписка, тоа се 250 реда, тамо седел, пишувал, па ја мислам дека книга можеше да... Тоа е после она вашо дебата со Маријан Ѓорчев. Кај што му се извинувате на Маријан Ѓорчев дека сте лобирале Груевски да дојде на чело на ВМРО после вас. После тој избор на Никола Груевски не сме се карале, нели? Не сме се карале, меѓутоа, како се вика, благо се дистанцира од мене и нели констатиравме некни на емисијата дека 18 или 19 години, не знам колку, не сме се видели. Тоа беше емотивна средба после 18-19 години. И нели гледам тој неколку пати тоа го искажува во интервјуата и имав потреба да кажам дека да, така е како што кажува тој. Дека ако на Охридскиот конгрес и годините, веќе тоа 2003 година и заборувам. Пролета 2003 година. Значи, ако, повторно и Маријан се согласи, никој не полнел кутии, никој не правел, не знам, ова, секој кандидат имаше право да си има, нели, контрола. Меѓутоа, дека лобирав кај членови на Централен комитет да гласаат за Никола, затоа што атмосферата беше за Маријан Ѓорчев. Сега, Никола тука сега почнува да објаснува пред тој настан дека сте го молеле, дека сум го молел, па сте седеле таму, па сте имале по 4-5 сати средби. Сега, во целата таа работа практично и како сте го молеле, колку сте многу сте го молеле да стане лидер. Значи вие сте го молеле да стане лидер на ВМРО. Сега, тој не е па тоа сакам да кажам, Васко, свесен е он што пишува таму. Значи он практично во тоа што го пише, он самиот себе се доживува како туѓо тело во ВМРО ДПМН. Дека вие сте морале да го убедувате, да го убедувате. Сега. А тој сакал да биде советник на српска влада, не ќе да биде лидер на ВМРО, туку сакал да се биде советник на српска влада. И он тоа, како што го кажува, како аргумент за него, не можам да го разберам. Како најголем патриот и син македонски, тој не сакал на чело на ВМРО. И он тука доаѓа како од страна како експерт да помогне, сваќате во таа димензија. Вие сте го молеле, сте го убедувале и на крај сте го домолиле. Точно е дека јас кога решив, си заминувам, нели како сега Заев кога реши да се замина, многу не го разбра, јас го разбрав. Пука филмот во одредена фаза. Не сакате. Едноставно секој ти преку глава. Таму во Обинува Груевски дека Војо Михайловски му рекол
Лјупчо Ѓорѓевски размислува 1 или 2 години да се одмори, Ама, да тоа помени се- притисокот на Ама- странците и кога ќе помени, ќе те смени нели тебе и ќе се врати на чело на партијата. Јас пишувам и Војо и Ламбе се кај тебе во партијата. Прашај си ги дали тако сум зборувал јас такви работи. А ако Војо и Ламбе стварно го тоа зборувале кај Никола Груевски, нека ни ве биде срамот. Значи ти учествувале во расколот на ВМРО во тоа време. Дека вие сакале така на 2 години да одморите, нели да помени притисокот значи, 2001-2002 странците. Јас кога реално завршив, странците ве растурија тогаш. Значи, јас кога завршив, значи едноставно се тргнав, значи сакав како да се тргнам и сакав сега со тоа што он кажува дека јас сум го молел, значи не е тоа молење, тоа е разговор. Колку барање, се би се Ѓорѓевски? Значи, не, сме имале следбини, тоа Не, бевме во еден штаб. кога сте го молеле, кога сте го убедувале. Он доаѓал од Србија, вика, работел пола недела во Србија, пола недела во Македонија, во Ама, тие пола Васко, недела вие сте го утепале од молење. Васко, во тоа е убедување. Ама вие сте ме поклониле партијата. Не можам да го наречам молење, можам да го наречам убедување. Што зборува за тоа? Дека јас сум и сакал најдобро на партијата. Јас сум можел да застанам за Маријан Ѓорчев. Љубе Бошковски сакаше да биде, сум можел за Љубе Бошковски. Па и Ганка Самилова. Ганка Самуиловска сакаше. Да биде. Ганка Самуиловска ми кажа дека ако не сака Никола, таа е спремна да биде председател. Затоа беше подпредседател. Сега не се сеќавам Филип дали тогаш нешто изразуваше желба, иако беше релативно млад, он или после он се вклучи за таа. Меѓутоа имаше барем 7-8 луѓе кои беа спремни да Вие сте станат лидерска председатели, партија, така. сите сакат И лидер. сега, јас со тоа што го убедувам зашто зборува тоа, дека сум ми сакал добро на партијата. Ама јас Никола, тогаш не го доживував како антички македонец. Јас Никола го доживував како министер за финансии, прагматичен, како за прагматичен, економија, за експерт, финансии. И тоа беше профилот на Никола Него имавте Груевски. Симитис во Грција, кој беше економист. Точно го спорував со министер. Значи, ти се Тоа сеќаваш Васко, тие беа Симитис зборови- вадеше за технократ. Така беше. И мене тоа ми беше некако оставено како И после стариот- Симитис беше многу добар И премиер. после стариот Мицотакис, стариот Папандреу, он да. дојде како некое смирување, но релаксирање и го гласа грците. Симитис точно беше дефиниран како технократ. И од таму ми идеше таа инспирација. Јас го Груевски. употребував тој зборот. Сега на Македонија не и требаат патриоти, не и требаат националисти, и требаат технократи кои ќе ја водат Знаете, Груевски, Македонија. Тоа и јавно сум го кажувал. Не можам да гледате. Вие го убедувате Груевски и му ја поклонувате партијата. Да. Па Груевски им се јава во општински во Карпош да го заведа тамо Мицковски и татко му. Па тоа станува дека сите овие што се лидери на ВМРО после вас ниеден ВМРО-ец не бил. Па сега, не знам, значи, јас сум, што сакал да постигне Никола, не знам, јас сум посакал, значи, гледај, Васко, јас тогаш реков, со мене ВМРО нема да се врати на власт. Значи, јас кога сум го кажал, тоа не сум мислел за 2 години или за 3 2001, години. 2002, Да, тоа беше. Така е. Тоа беше Беше. не хаубици, Така е. не Украина, Така е. ова што е Да. во Буча или Иако јас сум Мариупол. паднал со гласови, што сега ако ВМРО ДПМН ги освои, ќе победи. така е. 300 и не знам колку Вие имавте илјади. 312, а Груевски победи со 303. Така Со беше. 300. Со Сега Мицковски да освои 313, 320 или гласови, така, да. ќе се прошета Ќе се избори. прошета. Така. Тоа сакам да ви го кажам. Значи во сето тоа што го пишува Никола, таму ако го гледате од дистанца има две работи. Дека тој се чувствувал како туѓо тело во ВМРО ДПМН и втора работа дека јас сум и сакал добро на партијата. И добре, Ѓорѓевски, тој конфликт Груевски, Љубе Бошковски, гледате, и конфликтот Љубе Бошковски кажа при своето враќање во ВМРО ДПМН дека тој не напуштил идеологијата, туку само режимот, авторитарното владење, нели, алудирајќи на Никола Груевски, ве сега го нема режимот авторитарно, тој се вратил во ВМРО и напиша Груевски еден текст, исто ден од 200 реда, дека тој од инсайдерски информации во Хашкиот трибунал разбрал дека Љубе Бошковски би дел еден проект за негово менување или за доаѓање на Љубе на место на Никола Груевски. И таму употреби некои формулации еднаш во една прилика во владата, може би 2013 или 2014 година го прашав Лјупчо Ѓорѓевски за тоа и бев прилично директен прашувајќи како е можно еден таков клован, мислејќи на Љубе Бошковски, да дојде на таква позиција. Тој ми ги кажа околностите кои довеле до таква одлука, но бидејќи има и лични моменти ќе се воздржам од прераскажување на тоа. Имало таква Тоа е средоста? конструкција. Тоа е конструкција.
А Љубе Бошковски, тој кој се кандидираше за председател, така? Не, овој како станал министар за внатрешни работи. Тој вели дека имал непрофесионално однесување за време на конфликтот од 2001 година и дека тоа е негов капацитет и карактер. И сега тој ве прашал на таа средба, како сте оставиле Љубе? Значи, тоа се не знам се... Тоа е 2013-14. Значи, не можам да коментирам, не знам на што мисли сега, не знам што да кажам. Значи, вие сте имале средби со Груевски 2013-14 во влада, барем понашо го пише. Од Никола Груевски е 11 години на власт, така? Да. Во 11 години јас имам 5 средби со Никола Груевски. Значи, во период некој на 2 години, како ќе му дојде. Во влада, претпоставам, не во партија. И очигледно никогаш ништо не сме се договориле. Па не бевте, не се вративте никогаш, нели во... А со Црвенковски сте имале сигурно поише средби. Мене ми е жал сите тие приказни што беа со Црвенковски. Со Црвенковски исто така немало средби и можеби тоа е грешката на македонската почетна демократија, што меѓу мене и Црвенковски во тој период, во првите 10 години немало почести средби. Мислам ќе било подобро и за партиите, ќе било подобро и за Македонија. Меѓутоа времето беше многу идеолошки. Остро беа поделени. Ношто беше остро идеолошко. Оние ваши телевизиски дуели, нели ме денес го снимаме интервјуто кога е првиот дуел Ковачевски Мицкоски, ќе видиме како ќе заврши. Сега тоа го гледам, знаеш, од аспект на годините, меѓутоа кога ќе се вратам назад, тоа беше невозможно. Да. Како се гледале после вие го обвинувавте нели за кокаин, за виски, тој за гатачки ве обвинуваше, али тоа беа дуели кои се седеше дома и се гледа. Сега ќе видиме што ќе има, но видо беа и аргументирани тие дуели, тие беа си имаше аргументи си. Горе доле немаше победник. И двете страни си кажуваа. Добро сега кажуваме, меѓутоа и нивото беше така поприлично високо во однос на дуелите кои гледавме изминатите. Во време на Груевски немаше дуели. Немаше. Тој бегаше. Беше прекинато и така. Дури Радмила Шегринска малеше нема да се плаши Груевски од женска сукња. Иако јас сметам дуелите се убави на демократијата, треба да има дуели. Груевски, како ВМРО, кое главното зголемување на рейтингот на гласачите ги прави оној процес на транзиција, на останување на луѓе стечајни дома и така натаму. Оде на што ВМРО станува маша, продолжена рака на олигархијата во Македонија. Олигархијата која е создадена од СДСМ и секојаш обвинуван СДСМ и Бранко Црненковски, па дури Црненковски мораше 2012 година да побара уставни измени и да не застарат сите во наводници кривични дела во процесот на приватизација. Груевски, преку Илје Димовски, преку Владко Ѓорчев, преку Павле Трајанов, нели кој беше министер кај вас, против Светлана Бонева, гласаше против тие уставни измени и дуи гласаше против уставни. Како денеш ВМРО станува партија на олигархијата? Не знам, таа трансформација се направи семе во времето на Никола Груевски. Во моје време имало, како да се каже, коабитација. Немало да речеме некои процеси насилствени и сето тоа. Имавте митинг на Камени мост, кај што велевте дека ќе менувате директори, нели? Тоа е после она ново мнозинство што се правеше, па не беше успешно ново парламентарно мнозинство. Гледайте сега, миграната заедница не сакаше да има реформа на приватизацијата. Не дозволија. Не, да. А сега ги стават истите тие луѓе на црна листа, знаете. Сега добро, некои се измените, не дозволија, меѓутоа, вие те го ставате Кочан Ѓушев и Орца Камчев за да испратите порака према другите да бидат мирни и дисциплинирани. Ако не успее таа порака, веројатно нова порака ќе се стави. Знаете, јас можам тука да кажам една работа дека што е жално целата приказна на таа приказна со македонската приватизација и олигархија. Жалното е тоа што ние се уште ги гледаме тие менаџери или собственици кои преживеа 30 години со своите фирми после приватизацијата. А не ги гледаме тие менаџери кои ја приватизираа фирмите и тие фирми денеска се пропаднати, изгубени, завршени. Бегово стечај и најголеми играчи богаташи стана стечајните управници. Тие раководат, тие располагаат. Тоа е вистинската анализа. Јас гледам до денеска јавноста се фаќа, овој, оној. Ја немам никаква комуникација со сега со ниеден од тие луѓе. Мислам дека и Бранко Црвенковски нема, што е најинтересно. Иако тој дури
во јавноста дури попобразан Беше со со нив, него. па да. Меѓутоа мислам дека и тие едва дочекаа да падне, да се повлече за да немаат овие- одговорност према него. Овие, они како едва да чека да изгуби он Да, не избори. точно Едва како да така. чека. Така И и молесна, сега веќе, и молесна. Барем до тогаш чувствувале некаква одговорност према него. Меѓутоа пак ќе кажам, не е проблемот кај нив. Сега Мицковски, нивно дете или нашо дете на олигархијата. Дефинитивно така. Видите, главниот проблем е на македонската транзиција е фирмите што постоеја, а сега ги нема. Значи, Ги нема. сакам, еве, сати 20, не лековме околу сати 20, до сати 25. Вие сте збореле за тоа, ај би сакал да го завршам разговорот со тоа прашање. Лјупчо Палевски. Гледате, синоним на нешто, што 32 години, како некое диво месо, расте тука покрај нас, во општеството, со сите комуницира, со сите се кара или се мири, а ништо ни влакно не му фали се до оној грозоморен чин 27 ноември. Тоа е парадигма на таа Васко, длабока држава во Македонија. Васко, јас дадов едно На моје Телма, на изјаве, Телма, или мислам што дека беше беше. тоа, не се сеќам, каде што јасно кажав, и тука и самокритични бев, дека проблемот, нели, тогаш беше темата како системот го создава монструмот, нели? Значи, неказнивоста, од каде иде неказнивоста? И наведов многу конкретни примери кои до ден денеска никој не ги демонтираше. Значи, Лјупчо Палевски е голем пријател на Млекце. Драган Стојмановски Млекце. Лекце. При што дори кажав, во втора фаза, кога Драган Стојмановски веќе е во пензија, Драган Стојмановски редовно оди во канцеларијата на Лјупчо Палевски и тој Драган Стојмановски од кој ние се плашевме затоа што тој беше кос и тој беше нели на плава, како се беше таму Плава не птица. знам што се тоа. Аферите со ВМРО. Сведок учествувал, вика, јас се почувствував непријатно, вика, му дава пари на Драган Стојмановски и му вика, слушај, иди, вика, таму купи за јадење нешто донеси. Лјупчо Палевски. Лјупчо Палевски. Значи, тоа е филм, тоа е драма, кај што до вчерашниот началник на УДБА, кој се тресе Југославија, Македонија се на тресе, одеднаш доаѓа кај некој што најверојатно му бил соработник, нели? Претходно му бил соработник, и овој му вика, слушај, иди, купи за јадење, донеси нешто. И тоа вика, он го правише со уживање. Брат му на Лазе Брат Китановски. му на Лазе Китановски. Работеше кај него. Два пати шеф на Војче разузнавање. Китановски. Работеше кај него. Аферата Хард Рок, тоа е Лазе, Тоа е- лесна му да. земја. А Драган Стојмановски, а овој другиот Величковски. Добре Добри Величковски. Величковски. Лјупчо зборувал дека личната архива на Добри Величковски толку му верувал што му ја предал на него. Таква има реченица кажана. Трета работа. Мојата доста. Димовска. Минимум 10 пати со човек, со сведок, седат заедно и разговараат. Тоа е време кога он го има старт, тоа е време кога е председател на општинска градска конференција на СДСМ. Кога има рушителна зграда на Ленинова. Да, така. Е сега. Значи, Берушевски, да не го спомнуваме неговото пријателство, целата таа структура. Епопеја. И Бомби, разговори, Така. па и 2099-2000. И сега, Васко, се прашуваме од каде таа неказливост. Значи, тука да не зборуваме дека излегува, некои медиуми извадија дека на него му се опростени 4-5 милиони даноци прему ИАП неплатени. Така е. На него му се вратени, јас тоа не ни знаев, му се вратени 2 милиони марки оштета за рушената зграда. Иако е комплетно јасно дека е тоа... Тоа е 2002 после вашето После нашето паѓање од власт. Пази, тоа тивко е направено, тоа го немаше во јавноста дека Лјупчо Палевски се Апсолутно, враќаат 2 милиони маса, марки. под радар е тоа направено. Направено така, за да не се компрометира никој. Страшо Гранит прави за него и на крајот 4 милиони евра Палевски му должи на Гранит. Значи, колку акционери се оштети на Гранит акционерско друштво? Така е. Не на Страшо,
Значи, тоа е акционерско друштво. Кобајаги нешто се тужат, па делото застарува 4 милиони Па Страшо пред Гранит. 20 години. Страшо Гранит живееше Да. во зградата на така. Лјупчо Палевски кај што е киднапирано, а подоцна убиено девојче. Значи се работи за Дедото, значи прв човек на Скопска царинарница, дедото на малата Вања. Криминали. И Ѓорче сега, Скар. Васко, значи не сакам, значи нон-стоп сега, Други си значи уште- не сам морам да кажам Ајде. една работа, која до сега не сум ја спомнала и мислам ќе биде малку ексклузивна, ама не сакам да испадне дека еве ја се нешто против Србија, ама повторно ќе кажам, ние се уште не можеме да сватиме колку Србија не контролира нас и колку го моделира нашето мислење. Лјупчо Палевски во раните, во тој период, значи ќе кажам се две работи. Значи, тоа го кажувал на едно место и најверојатно е така. Јас таму негде 94-95 година живеев во аеродром и барам преку некои луѓе, тоаш клими, немаше, се сеќаваш клими, Да, така немаше беше. проблеми со клими. И барам од еден човек да ми најде некој со клими и доаѓа некој човек, ги мести климите. Сега, Лјупчо Палевски во тоа време никој не е. Така, никој не го знае. Никој не го знае. И после тој го зборува тоа на едно место, вика, јас вика на Ѓорѓевски му ги ставив пресушните уреди. Јам како бе, кај ги ставив? Вика, јас му ги ставив климата Окей. во аеродром. Во климата. Лјупчо Палевски палчо. Лјупчо Палевски. Ладеше таа клима барам? Ладеше. И лади со тоа то- што- лади и грее, со и тоа лади што- и грее. Значи, сега да кажам, од каде таа, значи, од обичен соработник, Го носат станува да висна. началник, станува фактор во целата приказна. И сега трета работа, втора работа, која е исто така не смее да биде подценета. Во тој период 97-98 година пред неколку луѓе Лјупчо Палевски себе си се декларира како српски монархист. Да. Тој од Бразда, Одраздај. кој важи за Има и бугрофили, меѓутоа поголем дел се србомани. Едните се за царот, едните се за кралот, они се за кралја. Значи, во тие 97, 98, 99 година, Лјупчо Палевски без срам себе се дефинира, јас викам сум српски монархист. И сега тој човек пред 2 години ни кажува колку е македонец, против црквата, собира против потписи, собира потписи, потписи, со против делови на црковниот Бугарија, клер. па името, па грците, па ова, па она. Значи, продава, он е екстремна десница одеднаш во Македонија. Така Он е. е екстремна десница одеднаш во Македонија. Георгиевски. Против албанците, а во кризата 2001 година навива за албанците, во кризата 2001 година неговата фирма е во Мала Речица, Или во Шипковица. и во Шипковица, не Мислам знам дека каде. печатница прави Да. некој во Шипковица. Па има информација дека преку него се давани и пари на УЧК во тоа време. Он одеднаш денеска е и против албанците, он е и против, значи, се што е Бугарите, национално против екстремно. се. Он како партијата му се Против више десна, така? Десна се викаше. Значи, они се најекстремните македонски патриоти. Георгиевски 2001 година има линкови на Палевски со Али Ахмети Сучека? Преку него се права некоја комуникација. Очигледно дека така, да. Дека он има некоја комуникација таму. Точно дали е со Али Ахмети или со некои негови Знаете, соработници. ова ваша теза. Значи, он давал некои пари на УЧК таа кризна 2000 година, меѓутоа неговото објаснување било дека давал за да не му го срушат објектот или не знам што имал таму. Последно прашање. Македонија на 24 на 8 ќе направи свој избор. Не избор на две политички партии, туку избор на два правци. Еден голем дел е незадоволен од власта, вие сте биле дел на владината коалиција. Очекува дека опозицијата може нешто да направи, беше нели денес и вчера извадена она афера со лажните анкети на македонската радиотелевизија. Патем речено, мислам дека Маријан Цветковски беше кај вас во ВМРО Народна, па се враќа подоцна во ВМРО да Маријан помага. Цветковски беше од оние луѓе кои остана во ВМРО Народна партија и таму во неговата сала ни организираше кошарка игравме, Форца. фудбал игравме, тие членови во Народна партија и од после кога го направија трансферот во
Тоа е Мартин Протугер екипата, тоа е Мартин Протугер. Да, од кога го направија трансферот во ВМРО ова ДПМН. ДПМН, јас не сум го видел нигде жив. Меѓутоа што е најинтересно, тој ме нема покането ни еднаш. Јас на македонска телевизија 30 години, значи ќе му биде 7-8 години пред него, нели? Сега беше тоа време на СДСМ, не знам кој беше. И он од кога доаѓа, јас, значи 30 години се немам појавено на македонска телевизија. Да. Георгиевски, кој правец кој фати Македонија? Ете, Аско, за мене е многу едноставно. Ние избравме да подржиме коалицијата на СДСМ. Знаете, таа не е идеална. Таа е со многу слабости. Од економска природа, од правно-политичка и сето тоа. Меѓутоа, Не капацитетно се покажа генерално. има многу слабости и добро е да се гласа што повеќе за да може низината позиција во новата влада да биде уште посилна. Затоа што силата иде и од бројот на гласовите. Знаете, која критикуваат сега СДСМ, викаат да вие бевте, вие зошто вака толку сега со албанците, со ова, со она, зошто толку немате? Па чекајте, македонските граѓани забораваат дека мандатот, односно гласовите на СДСМ не беа дадени и во двата последни циклуса. И 2016 Тогаш, и 2020. кога Никола Груевски беше изваден со сите тие Афери, бомби, афери, победи. Па што сакаме на 11 тогаш? декември 2016. Зошто тогаш, да речеме, граѓаните не дадоа еден полмандат, па едноставно да се дојде до израз се што знае или не се знае, нели така? Така беше. Значи, сега ти имаше на таква ситуација, обелоденуваше на најкатастрофално владење што постоело во Македонија и ти не гласаш за Не нив. добива шанса. Не добива шанса, така? Па мора со Беса да прават коалиција, Точно така. за да го поразат и наследникот на Груевски, тој е Христијан Мицкоски. Така е. Сега, ние сега доаѓаме до една таква ситуација, каде што? Сега, значи, таа приказна, овие се корумпирани, непотизам, вака, така, а другите ќе бидат честни, сме ја гледале едно 10 пати, тоа е така? фолклор, нели се менува само Значи, едно ми е јасно. играчите. Ако победи ВМРО ДПМН, после 2-3 месеци ќе ги чуеме првите финансиски афери, ќе гледаме партиски расподелба на функции и на кадри, ќе гледаме партиски вработувања, ќе гледаме непотизам, вработувања на ќерки, синови, браќа, се она што сме го гледали и досега. Меѓутоа има една битна разлика која не смееме да подцениме во овој момент. Со СДСМ гледаме јасно дефинирана европска патека. Тие велат, ова го решаваме, одеме во Европа. Овде исто, за жал, гледаме такви јаки ветувања, што ништо друго не ни гарантира освен 4 години да живееме повторно во една лер атмосфера. Да колата да ја пуштиме и самата дојде И да чекаме Србија да стигне пред нас. И да стигне и да речете сега ајде. Сега можеме. Ај сега ние ќе ве пуштиме. Сега, Васко, значи, и на крајот, европеизацијата доаѓа со влезот на Европската Унија. Финансиската подкрепа на Македонија доаѓа со Европската Унија. Значи, сето она што значи дел, можности, варијанти, опции, сето тоа доаѓа со Тоа што не го решивме 90-тите, Да. И сега ти да кажуваш мораме да го решиме сега. Сега ти да раскажуваш приказни за евроскептицизам, кои се тие да ни кажуваш, на сите им кажуваат. На сите им кажуваат што треба да прават. Ама друго е кога си внатре да ти кажуваат, друго е кога си надвор да ти кажуваат. Григорски, фала многу. Мислам направивме едно добро интервју. Сигурно овој дуел од Мицкоски Ковачевски ќе биде погледано, а за друго што ќе Се да го надеваме дека да, мислам дека кажавме многу добри работи. Фала многу. Ова беше интервјуто со Лјупчо Георгиевски. Јас сум Васко Евто, почитувани гледачи. Се надам дека ви се допадна интервјуто. Сигурен сум дека ви се допадна тој интервју. Ново дружење за вас кои сте мембар и мембар се или користате опцијата Membership. Вторник 22 часот и 30 минути. Ново интервју недела во 22 часот до вторник и до недела. Пријатно вечер Македонијо. Каде да си?